Добре дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде безбедносниот експерт, поранешен началник Љубомир Ѓурчевски. Добре дојде. Добро вечер. Поздрав за гледачите на Алфа телевизија. Она што се случува на македонската политичка сцена во кампањата и се, дали во последно време сме сведоци на една субверзивна пропагандистичка, пропаганда, како да ја наречам, субверзивна пропаганда, субверзивен пропаганден акт, но сето тоа насочено кон една адреса, се вика македонска опозиција, која што постојано ги користи што ќе може да стигне до неа, тоа го користи, да не речам, особено новинарите, новинарските им, филијали, да не речам, и се, па ќе ускокне некој друг, невладините организации, тоа им е стара шема, особено со невладините, сега снема пари поради приказката со USAID и останатите, па сега тие помалку се користат, но затоа имаме еден чуден склоп на невладини организации кои што се представуваат како новинари и водат новинарски, подкасти и така натаму. Па да, и ИРЛ спаѓа во и таа е невладина организација. Да, невладина, да. Така што дали се тоа што ни се случува со вадење на теми кои што не припаѓаат дефинитивно апсолутно во една локална кампања, се користат не е само Кочанската трагедија која што сега се обидува да дигнат и сите тие работи, па не им успеа, удри малку и на нив повеќе во нивниот двор заигра мечката отколку кај власта, црвените линии, Бугарија и се за што ќе зборуваме во текот на емисијата, но дали гледаме една субверзија македонска? Видете, ние, јас барем и уште и многу други аналитичари по настапиве по медиумиве, ние цело време укажувавме, уште пред да почне кампањата, кажувавме дека оваа кампања нема да биде наивна и дека оваа кампања ќе биде со многу остри напади према власта, се со цел да не се дозволи, односно да се негират се она што оваа власт за година, година и пол го постигнуваат како резултат од своето работење. И јасно беше дека одредени структури за кои што јас често пати кажував спрегата помеѓу организираните криминални групи кои што ги користеа тие тендер услуги, односно тендер бенефиции во изминатите години на нивното владење, дека они нема така лесно да се откажат од нивната заштита, односно борбата да го задржат тоа што нелегално го стекнале како имот, како бенефиција и така натака и така натака. И оттука вие ако земите и Демократската унија за интеграција и СДС, значи грчевито се бора да ги задржат позициите, било да е тоа во јавното обвинителство, било да е тоа во судството, било да е тоа во другите институции каде што они претходно се партизираа и донесоа одредени закони, направија измени на одредени закони кои што одат во штета на нивна заштита, каде што, вие гледате дека ние имаме највисок представниците на народот, парламентот, каде што изгласале недоверба, Државниот јавен обвинител не поднесуваат оставка, извинете, и Судскиот совет, пет луѓе, извинете, тоа се представници на народот, тие парламентарци, затоа што тие, во основа на начелото на демократијата ги представуваат гласачите кои што 70 и нешто гласачите е повеќе од половина Македонија. Повеќе од половина Македонија. Ви вели одете си, а вие не. Велите не, тоа политичарите нека си ја тераат. Затоа кога ја правам таа врска, таа спрега, јасно и гласно е зошто и ова што вие го нафрливте како теза дека случајот Кочани одекна повише негативно во нивниот двор, зошто? Затоа што излегува некои работи кои што ќе сакам да ги прокоментирам понатака во делот на тајноста на истрагата, но отом потом. И сега ние имаме една ситуација во која што тие структури, грчевито борејќи се за да опстанат во кампања, односно представување на кандидати на локално ниво, кој со каква програма и така натака, они ги наметнаат државните теми, дури одејќи да ја издигнат на ниво на референдум. Референдумски,
изјаснување ова е за ними референдумско. До толку се очени за да можат после тоа да бараат, ако постигнат некаков резултат, као да барале вонредни парламентарни избори напред, нели, дури и господинот Бујар Османи јавно истапи дека мора да има избори, не мора да има избори, затоа што они со киндапирани пратеници се одржуваа на власт. Јас сум го коментирал тоа грабнување, не сакам, ако сакате ќе го повторам за македонската јавност дека тој пратеник кој што цел ден го малтретираше собранието беше киндапиран, затоа што ако беше маж ќе излезеш и ќе кажеш ало, јас потпишав, ама не се согласувам, се предомислив и крај решен проблем за 5 минути ќе се завршеше целата работа, но отом потом. Значи вие кога ќе гледате дека они едвам на ивица на мнозинство 7 години се одржува, постојано 7 години се одржува на власт со цел да нанесат огромни штети на Република Македонија, да ја доведат во многу починета состојба и ги нанесоа со промената на името и така натака, не доведоа во многу починета состојба. Сакате, не ги скратија можностите за маневар пред Европската унија или било која друга институција, еве сега во моментот кога играш од дома така кој. Да, значи пазете вие кога ќе се на пеналите, кога ќе оставите да ве шутираат, ќе ве шутираат. Денес ни викаат па вие го подпишавте, вие го прифативте, сега исполнете. Сега исполнете, вие немате позиција за разговор, односно немате ситуација како да градите одбрана. Саботери би рекли. Така, немате ситуација како да градите одбрана. И сега тие си земаат за право да зборуваат за морал во политика, за етичност и така натака. И што мислам дека нормален човек би се згрозил од нивниот начин на однесување и од нивните постапки во оваа кампања, наместо да ги остават кандидатите, се одржаа конвенциите, односно првично се најавија, почна кампањата, се одржаа првите митинзи и требаше да ги остават кандидатите за градоначалници и кандидатите за носители на советничките листи по региони, по општини, по градот да си ја водат кампањата, да си кажуваат, додека централната власт која што го раководи буџетот си ги знаат своите обврски, како трансферираат, колку средства, што средства, кои проекти да ги поддржите и така. Ние веќе тоа го имавме на почетокот на доаѓањето на оваа влада, па беа дадени еден куп пари во локалната самоуправа за поддршка на проекти, нели, од маđарскиот кредит. Нели? Тоа е обврската на централната власт. Централната власт нема да асфалтираат улички во Брод Македонски или во Бутел или било каде. Централната власт преку тие градоначалници, ало, дајте проекти, нема проблем. Ако проектот пиет вода, ќе го изфинансираме, ќе помогнеме во финансирањето. Они им следуваат, нели, и дел од ДДВ-то и така натака од даноците, така се финансират локалната самоуправа. Сега има некои локални самоуправи што не знаат да си ги соберат даноците на имоте, тоа си е нивни проблем. Они треба да се реорганизираат внатре, да си ги собираат даноците на имот на подрачјето на локалната самоуправа, за да си ги приберат парите во локалниот буџет да може да функционираат. Повторно ли се занимаваме, ако нешто зачкрипи кај СДСМ и дуи поретко, бидејќи тие поинакви методи имаат, но цела историја, еве, 34 години независност, а нешто зачкрипи и гледаат дека не може да го постигнат тоа што треба да го постигнат, односно ќе губат на избори, било што и да се случува, секогаш се појавува некој свиркач. Тоа е поново време, последниве десетина години, претходно поинаку ги викаа, нели? Но сега еве свиркачи се појавуваат и свиркаат, тие се нешто, и таа свирка постојано оди на адреса на СДСМ, бенефитот треба да оди, иако еве сега овој па се зезна, бидејќи се појави па некој посилен свиркач кој што свирка нешто што не беше, нели, според нотите на СДСМ и како што кажав, мечката заигра повеќе во нивниот двор, но до кога ќе се занимаваме со свиркачи во државата, а нешто зачкрипи, се некој некој го прислушкувал, некој го следел, се некој свиркач ќе се најде и ќе каже па и бомбите беа свиркачи, ѓоамите ги донесоа. Ајде да се вратиме назад. Значи вие го рековте 34 години. Значи начинот на владење и на раководење со истражните органи, затоа што до 2013 година истрагите ги водеше Министерството за внатрешни работи, посебно јавната безбедност, нели? Секогаш кога СДС бил
во ситуација да раководи со Министерството за внатрешни работи, нас ни се случувале провали во безбедносниот систем, монтирани процеси, поведување на постапки без кои што не завршиле со одветна пресуда и така натака и така натака. И ние тогаш на времето нели ги викавме соработниците, соработниците ни јавија дека тамо и тамо вие, еве, која сакате да ја земиме поголема афера од тоа време, почнувајќи од сакате од поплавата во Царинската управа, ТААД банката, другите криминогени однесувања, тендерите и така натака, јавните набавки. Пазете, ние како држава првпат донесовме закон за јавни набавки 97 година. До 97 година се одеше во 4 очи, па нели правеа гулаби, значи тоа е една состојба која што секогаш они ја користеле и така се создаваше делот од ова олигархија која што и ден денеска има силно политичко влијание во таа партија. И точно они навикнати од тој метод на работа, они не го сменија методот на работа. Удбашки финти ги нарекуваат. Така, некои ги нарекуваат удбашки финти, но ние викаме во криминалистиката викаме методите на откривање на криминалот. И они сега ги користат методи со цел да создадат афера. И секој пат, јас и претходно имам коментирано, значи секогаш кога ќе дојде ВМРО, тогаш има пресуда за нелегално следење на комуникации. Но кога е СДС на власт, кога најкрваво се злоупотребуваат системите за нелегално следење на граѓаните, било да се тоа новинари, било да се тоа политичари, било да се тоа други интелектуалци и така натака јавни личности, никогаш нема пресуда. Никогаш нема пресуда. Зошто? Затоа што од онаа фамозна година 96-та година од реизборот на судите, таков беше законот. Значи 560 суди беа реизбрани во собранието 96-та година, кога Љупче ја направи најголемата грешка со бојкотот на изборите. 94-та година, нели немаше ни еден пратеник и покојниот Стојан Андов како рече крадеме ни гласови на изборите. Ама тоа Македонија ја доведе судството и ден денеска јавното обвинителство да не можеме да ги реформираме затоа што секогаш се носеа закони кои што одеа во насока на нивна заштита. 600 судии се избрани во еден ден. 560 суди. Така, 600 рече ги, да. Од кои што дел, иако веќе 20 години, тие се уште се и на позиции. Ама не само што се на позиции, нивните, не, они не дозволија некој друг да влези во судството и во обвинителството, не го влегуваа нивните синови, нивните сватови, нивните сватови за цревата, за поврзаност. Точно тоа, значи и таа состојба нас и ден денеска вие гледате, ако нешто смета тоа. Значи, имаме селективност во истраги, деконспирација на доказен материјал во истрага, што е најстрого забрането. Тоа е 96-та една година по атентатот врз председателот Глигоров. И затоа викаме најтешката работа во делот на истрагата е деконспирацијата, односно издавањето на доказниот материјал, негово јавно презентирање со цел истиот да биде компромитиран. Они на тоа што се обидува да го извадат за прислушкувањето на новинарите и на председателот на ВМРО. Точно така, па јас бев најголемиот поборец. Сака да ги извадат доказите за да потоа сака да ги маца не може да се користи. Така, сака да ги објават јавно, јавно да ги објават, со што согласно одлуката на Врховниот суд дека нелегално стекнати материјали не може да служат после како доказен материјал во постапката со цел да ја компромитираат постапката пред суд што треба да се води. Тоа што го направија со Заефа не беше така, тие беа со пимерки собрани материјали за пуча, ама бидејќи отидоа во јавност ги па нема Врховен суд донесе пресуда. Врховен суд донесе пресуда и крај. Таа беше дека може да бидат да служат само како основани сомнења, како индици. А потоа ги користеа бомбите кои што беа незаконски прибрани како законски материјали. Колку е се како им одговара. Па пазете, ама тоа е заштитата. Зошто они крваво се бора да ги заштитат позициите во обвинителството и во судството? Ве година и пол ова влада се бори да изнајди методи, не може да изнајди додека не ги смените од корен законот. Законот за судски совет, законот за судови, законот за јавно обвинителство. Вие знаете па за законот за јавно обвинителство имаше уцени закон, па знаете како се донесе 2022 година измените на законот за јавно обвинителство. Па вие погледнете кој од специјалното јавно обвинителство денеска
ви се во висше обвинителство, денеска ви се во обвинителството за градот Скопје, кое што е едно од СДСМовските експерти беа против него, бидејќи беше премногу. Премногу. И сега исто како кривичниот закон. И истата ситуација со Советот на јавни обвинители. Па ајде, еве, че прозбориме за ова што се случи, една релација Инфо Плюс и ИРЛ објавава последнава со Кочани. Значи, господинот Геровски е многу во право кога викат: луѓе, јавниот интерес во целата таа ситуација е крајна пресуда со која што некој ќе биде прогласен за виновен и осуден, за да можат оштетените граѓаниве, кои што навистина се оштетени и жртви на целиот тој криминал, да знаат од кого да бараат и оштета. Да не се лажеме, јас што викам, луѓе, оставете ги граѓаните на Кочани, нека си тагуваат со тагата, тој настрана што отвораат рани, настрана. Они се обидуваат постојано да отвараат рани. Тоа е првата работа. Втората работа, еве излезе тој момент. Сега се поставуваат, јас го поставувам прашањето и јавното го повикувам Советот на јавни обвинители. Ало, господа, кој од јавното обвинителство за организиран криминал ги направи, ги даде материјалите. Кој е тој свиркач? Против него сега треба да водите постапка, вие како Совет на јавни обвинители, и него подитно да го суспендирате. Мислиш дека не го знаат? Не, јас знам дека го знаат. Јас знам дека го знаат. Зошто? Затоа што 7 месеци ние немаме се уште, иако ЗКП е кристално јасен кога викат истрагата трај 3 плюс 3 месеци. Каде е јавното обвинителство за гонење на организиран криминал на бази за полицискиве службеници? 7 месеци. Ние немаме уште обвинителен акт. Мене никој не може да ме убеди дека ако она што јас го зборував и овде и на други медиуми, ако истрагата на стартот се насочеше по онај основ што тогаш јас го зборував, а сега сите го зборуваат. Имаше предлог за поделба. Да, поделба, значи прво да се има обвинителен акт многу поразбирлив, многу поконкретен за кривичните дела сторени непосредно вечерта кога е настанот. Значи викаме сопственикот кој што работел спротивно на закон, на диво, без лиценци, обезведувањето, значи сите оние, значи сето тоа. И тоа го ставаш. Системските слабости, кој издавал лиценци, кој фалсификувал, кој примал корупција, кој злоупотребувал службена положба, тоа си е посебно и еве сега излегуваат. Затоа што тој дел требаше да си го води обвинителството за организиран криминал. Зошто? Затоа што, пази, обвинителството за организиран криминал е потполно свесно и секој истражител што работел на истражување на кривични дела. Луѓе, ако јас сум одзел 50 мобилни телефони, како обвинител, сум должен да поднесам наредба за нивно вештачење. Што ми имам наредба? Значи, вадам докази. И овде, овие пораки, кои што се објавени, се врз основа на таа наредба, извадени, затоа што таму не можеме да вадиме прислушувани материјали, само имаме ситуација од кој број према кој број е јавувано и колку време траел разговорот. Зошто? Затоа што другото не е снимено, не било предмет на истрага, но пораките се дешифрираат. Испратените пораки и во софтверот на Телеком со наредба, јавен обвинител, судија, Телеком е должен да постапи све, на целото вештачење да го изработи и да ги даде тие материјали во својство на докази. Тие се докази од вешти лица. Тие вешти лица исто така во постапката ќе бидат сослушани. И они ќе кажат која комуникација, што комуникација и така натака. Но некого го доболело, знаејќи дека во таа истрага се утврдени овие дека имало јавување од високи функционери на СДС со заштита према сторители на кривични дела, кои што работеле на диво, без лиценца, не плаќале даноци, немале фирми. 40.000 евра е казната и до сега не дознавме дали е платена. А ако не е платена, а се кажува ургиравме кај нашиот Спасовски за да го скине буквално казничето и се, ако не е платена, што треба да помислиме? Дека случајно 40, ото не се 400, нити 4, нити 40.000 евра. Ама пазете, јас сум воедно сигурен. Спасовски мисли дека началникот на СВР штипи од времето кој што е предмет на истрага од неговиот период, дека ќе молчит. Погрешил ако мисли дека ќе молчит. Или тие 30 на полициски службеници кои што сега се во истрага,
кои што се свесни дека ќе бидат осудени за злоупотреба на службена положба, за непреземање на службени действија. Колку ќе бидат? Прашање е колку, само прашање е колку. А тој мисли дека они ќе го штитат Оливер. Не бе, тоа се еве денеска еден нека му е лесна земја, еден почина. Баш тој началникот односно раководителот во сообраќај кој што дал согласност за издавање на лиценцата. Една лиценца е таму званично издадена на таа дискотека, но не исполнувала услови објективно. Вие мислите дека тој сам донел одлука, без началникот на СВР, без МВР, Оделот за сообраќај? Што се лажиме? Нема шанса, значи тоа е, јас ја знам точно процедурата како и како е поставена. Како и како оди. И по хоризонтално и по вертикално. Точно така. Да. И сега, они мислат дека тие колеги ќе молчат, нема да молчат. Они ќе бараат да си се заштитат, не дај Боже некој од ними можеби ќе се појави како заштитен сведок. Так. Што правиме тогаш? Затоа истражниве органи мислам дека не смееја да се обидат селективно да водат истрага со цел да заштитат одредени сторители на кривични дела за кои што постојат основи на сомнение дека навистина сториле кривично дело. Дали е злоупотреба на службената положба, дали е влијание врз користење на положбата заради влијание врз странките и така на издавање на наредби кои што представуваат кривично дело, затоа што пазете, тој од управа за приходи во Кочани или во регионалната во Штип, кој што го сопрел извршувањето на таа казна од 40.000 евра, тој нема да молчи. Тој ќе каже, мене ми наредија, да, немало писмена наредба, немало зашто инаку ќе одговара директно, лично и персонално така, за тоа. Дека тој, а вака, извинете, ама тој може да се појави во својство на заштитен сведок. Так. Кој му наредил, што му наредил, како му наредил, тој може би ќе одговарат за кривично дело извршување на наредба што представуваат кривично дело, но казната е тамо до 1 година затвор или условна или до 1 година затвор. Но ако одговарат за злоупотреба на службена положба со елементи од кривичното дело, примање на подкуп или давање на подкуп, затоа што кој 40.000 евра ќе ги сопрел од извршување ако тамо немало некој друг финансиски интерес. Да не се лажиме. Затоа државниот јавен обвинител не треба да се срамит, него утре сабајле да си седни, да си напишите една оставка и да си оди, а јавните обвинители кои што работеле на предметот да си ја прошират истрагата и да ги опфатат и овие лица кои што, значи каде што имаме чиста комуникација обезбедена со наредба, кој што е доказ. Више тука нема шанса некој да го сега го искомпрометира доказот, но јавноста знајте однапред дека се јавувала Сања Лукареска, се јавувала Оливер Спасовски, се јавувала Бочварски, се јавувала Тушева и така на крај. Да не се лажиме. Но, и да го најдат свиркачот. Свиркачот тоа си е обврска на кој што веќе го знае јавноста. Да, колега Гировски кажа дека тој го, ако тој го знае, не верувам дека органите на прогонот не го знаат. Советот на јавни обвинители има ситуација, ако господинот Бранко Геровски тврди дека го знае, тога ќе го повикат на информативен разговор. И то подитно. Но врската е нивна да ги повикаат и колегите од ИРД и тие да кажат кој е свиркачот за ваква деликатна тема. Коцевски преживеа, во наводници кажано, неговата кариера јавно обвинителска, односно неговата позиција и функција, токму заради Кочани тогаш, власта беше доблесна, не сакаше во таков чувствителен момент да пресече и да го разреши, иако и тогаш немаше да се тргне тој, но рекоа не правиме ништо во интерес на истрагата на јавноста. Еве му шанса. Онаа шанса која што му беше дадена, дали таа на крај која што му овозможи да преживее, сега ќе уништи неговата кариера. Ама видете, тој резултатите се какви што се. Неговата кариера е кристално јасно уништена уште од моментот кога представниците на народот, парламентот, му изгласа недоверба. Так. Тој, ако беше доблесен, да си го зачуват дигнитетот на правник, тој требаше веднаш да си поднеси оставка. Да кажете, господа, парламентот ми изрече ми изрече недоверба, што ми изрече недоверба, јас си поднесувам оставка.
Тогаш, значи, ние сите чекаја. Интерпелацијата беше успешна. За промена ретко кога во Македонија се случува успешна интерпелација, овој пат имавме успешна, но некој не ја послуша. Исто како и судскиот совет, значи две интерпелации поред од самото собрание, главниот законодавниот дом, не бадијава се вика, нели? Но ете. Ама зошто не ја послуша? Затоа што имаат обврски према тој што ги поставил таму. Така, треба да одработат. Треба да одработат по секоја цена. По цена на лична девалвација. Така. Значи сите тие се до толку многу девалвирани, сите тие кои што имаат на кои што им е изречена интерпелацијата од страна на парламентот, значи до толку многу се девалвирани со кој дигнитет некој во судски совет ми одлучуваат на тие што парламентот ми рекол, ало, вие не сте достојни да ја вршите функцијата член на судски совет. Так. А 70 и нешто пратеника рекле одете си. Одете си. Значи мораме да ги поставиме работите точно така здраво како што треба. И затоа јас сум поборец, цело време зборувам за тоа дека најпаметно на господинот Коцевски му е уште утре да си поднеси оставка, јавното обвинителство на Република Македонија, оние обвинители кои што работеат и 11 обвинители што работеа на истрагата, да си ја прошират истрагата, да си го прошират обвинителниот акт во понатамошната фаза, нели? Да си ги сослушаат сите овие, почнувајќи од господинот Бранко Геровски, новинарите од ИРЛ, не знам порталите, не знам сите овие кај што имаме комуникација, да си ги сослушат и да си го прошират обвинението со сите ними соодветно на стореното кривично дело од нивното влијание, нивната злоупотреба на службената положба и така натака. Имаме уште теми за отворење, ќе зборуваме за оние 100 најавени предмети кои што се сработени од МВР и дадени во јавното обвинителство, најчесто против функционери на СДСМ, но стојат таму, тоа го обзнани власта, но нели никој не прави ништо, фаќаат прашина. Ке зборуваме за оние интересни моменти, имаш ти интересни информации за зошто бугарскиот моменти, нели оние црвени линии на Филипче излегува па промена на устав се толку високо дигнати, а не им прават еден глас, не им носат, напротив им одземаат, ама некој мора да го прави тоа очевидно. Така што имаме уште многу интересни информации со нас е Љубомир Ѓурчевски. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Љубомир Ѓурчевски. Ѓурчевски, спомнавме во одјавата 100 случаи кои што стојат во обвинителските фиоки. Значи, со сите нишани и марифети, што се вели народски, направени, скоцкани од МВР, со криминали, тешки криминали, од актуелната власт, не туку од претходната власт, затоа и стојат. Нели? Затоа што инсталациите очебино си работат и она одстапница која што ја спомнуваме веќе 3-4 години не бадијала. Тогаш зборувавме за теории, нели, не баре праиме на заговор, еве одстапницата што си ја прават со овој обвинител, со овој судија, со ова, испадна дека е апсолутна тотална вистина, дека криминалите кои што сите очекуваме да ги видиме, а ги има и се детектирани и средени со докази. Дадени се во својство на кривична пријава. Така, во својство на кривична пријава. До јавното обвинителство. Не само од МВР, има од финансиската полиција, има од финансиската полиција, има од царинската управа, има од управата за јавни приходи, а најголемиот дел на кривични пријави се е од Министерството за внатрешни работи. Тука е и случајот Крмзов, ја 2 години зборувам, малтене за тие прво зборувавме за 6 милиони, па 93 милиони поврат на ДДВ и така натака, па зборувавме за Трајче Заев кој што отиде за Австрија и така натака, па Вице со Јагленот, па зборувавме за Мазутов, па зборувавме за овие адитивите во електростопанството, па зборувавме за фондот за пензиско инвалидско, во фондот за здравство кој што беа хакирани, фондот за иновации и така, значи нема некој, значи јас често пати знаев да кажам за лотарија, за Артан за лотарија и така на јас често пати што знаев да кажам, значи јас кажував дека има толку афери во денот што не можеме ни ние како аналитичари да ги следиме. Да ги следиме тоа. Треба да запишеш колку афери се случуваат изгора на тоа секогаш кога ќе ја додадите она афера, односно она основано сомнение кое што и јас овде го имам кажано во овај медиум,
за друга една емисија, каде што кажав дека Република Бугарија, значи од незиното основање од 1878 година, перманентно од буџетот одвојува 30% средства за на времето финансирање на врховистичките чети, на врховизмот, односно за нели пропагандата која што ја работи во Република Македонија, и по тој основ до мене дојде едно поговарање, јас затоа се уште зборувам за основано сомнение, дека господинот Зоран Заев и екипата околу него имаат земено 250 милиони евра од Република Бугарија за да ја спроведат целата оваа досегашна работа што ја спроведува со протоколите, со договорот за добрососедство и така натака и така натака. Јас го чекам тој документ да го добијам за да можам јавно да настапам како со се уште е само сомнеш. Се уште е само сомнеш, ме разбирате, и не случајно и дури во таа моја конотација одити она што премиерот господинот Мицкоски го спомна куферчето, па некој се успаничи кога го спомна. Случајно беше тоа многу индикативно како Мицкоски вечерта го кажува тоа на митинг и сабајлето веднаш се јавува Заев кој што претходно една година го немаше никаде и вика немало почеđења со пари. Знаете, држете го крадецот, ама јас сум крадецот. Знаете, она народната, држете го крадецот, ама јас сум крадецот. Така да се работи, значи работиме на таа тема, не викам не, но не можам се уште да потврдам и да речам дека 100% е тоа така, затоа што го немам доказот, исто како што ги имам низ историските архиви дека финансирањето на врховистичките чети со злато, со сребро и така натака одит преку директно од Бугарија заради нивното влијание тука и тука се судруваат интересите, нели? Не е шега она веќе новото СДСМ, односно СДС врховистичка, ја викаат. Па да, затоа СДС врховистичка. Тоа беше партија формирана на бугарофобија. Точно од поранешните комунисти кои што не ги сакаат да ги видат бугарите и ги нарекува ВМРО-вците бугарофили, бугари и така. Сега тие стана бугарофобите најголеми бугарофили. Ама еве јас ќе ве потсетам на една афера, на една афера од господинот Тито Петковски и растурањето на пропагандниот материјал 97 година пред изборите, кога стана претседател на собрание. Бугарските летоци во Паланка, во Кумановско и од региони така натака и така натака. Но тикетата на бугарофили и слуги на бугаризмот секој пат ја добиваа ВМРО-вците, зошто? Заради личи, заради доста ја ругаа дека е бугарски пасош. Не, видете, татко и незин, кој што е наш колега, тој си беше близок со една корелација и нормално е дека извадиле бугарски пасоши, но бугарските пасоши јас повише ги гледам од социјален аспект. Економски. Од социјален аспект. Пасоши се тоа немаат врска. Ама пазете, јас не ги гледам дека тоа го прави Бугарија. Бугарија тоа го прави со аманет на Германија. Ако во Германија фатат македонец на диво влезен, тој веднаш добива црн печат. Или му викаат, оди да извадиш бугарски пасош. Значи, целта на она што има една многу убава книга, интересите на Велика Британија и Германија на Балканот помеѓу двете светски војни. Тоа се дипломатски белешки. Дипломатски белешки, значи што се случува, кои се интересите, какви се интересите и така натака. И таму секаде ќе сретните влијанието на Германија врз нивните извршители, албанците и бугарите. Тоа се нивните сојузници, германските сојузници. И се што сакат Германија да постигнат овде на Балканот го правит преку ними. Кршењето на Србија си оди преку Косово и Албанија, и албанците, кршењето на Македонија си оди преку Бугарија. Се обидоа со грците, мислеа англичаните дека побрзо ќе остварат своите интереси, затоа што они се животно заинтересирани за Македонија, го остварија тој интерес, но грците ги продадоа, се продадоа кај кинезите. И англичаните се најдоа во ситуација... Бизнисмени трговци. Да, бизнисмени трговци. Англичаните се најдоа во ситуација да играат со својот партнер кој што цел живот го малтретирале. Но што ова зборува за Филипче? Моментот на вистината би рекле некој, но еве, имаме кампања за локални избори, тој не ја извади Бугарија и Европската Унија, односно потребата да ги усвоиме уставните измени и да ги внесеме бугарите во уставот. Значи, што зборува ова за него? Ама пазете,
Неговата инволвираност, јас не случајно реков ова како основано сомнение. Она джипчето од толку 1000 евра беше, да. Така, значи, ама и ова рече... Во јаглен од приказката. Да, значи, пазете, значи, не случајно ја ги спомнав тие 250 милиони евра, тука се 7 милиони евра во приказката со јагленот. Ама не, ама пазете, она куферчето што го спомнуваат некој, јас ги спомнувам како основано сомнение и цифрата ја кажувам. Да. Цифрата е, луѓе, глава болит. Многу куферчиња се. Многу куферчина се. Така. И немојте да мислите дека тоа Филипче го нема. Па Филипче ги жртвуваат локални избори, он ништо не збори за локални теми. Така. Тој не ги ни остават ни тие што се кандидати за локални избори, било за Скопје, било за Делчево, било за Берово, ги злоупотребува нив. Ги злоупотребува да изнесат своји програми. Повторно за бугарите зборуваат. Повторно да зборуваат за бугарите, за да тој во локална кампања наметнуваат една состојба која што треба да се ја решаваат во парламентот. Тоа е прашање за парламентот. Да. Значи не е за никого, зашто викаме представници на народот се парламентот. Бурум господине во парламентот, па одете, дискутирајте, па таму имате власт, имате ти како опозиционер наметни пони ќе ти одговорат, ќе ти кажат држи тоа вода, не држи тоа вода, затоа не држи заради ова, ќе ти изнесат милион причини. Немој ти сите не малтретираш на локални избори, не малтретираш со црвени или ништо, не малтретираш со црвени. Но не им било лесно, значи напустите, мора да одработат, фатени се за нешто. Ама знаете, бугарската мафија кога равчистуваше меѓу себе, знаете, пред лифтови ги наоѓа со по 6 куршуми. Сектор 7 добро си го имаа бугарите, баш како они. Да. Значи да не се лажиме, Знаете колку осигурителни измами они направија со скапи возила по Германија, по Холандија, по Белгија? Кражбата на моторни возила? Тоа не беше кражби, тоа беа све во договор. Они го земаат возилото, го изнесуваат, овај оди го пријавуваат како такво и наплаќаат осигурање. Се сеќам на Бугарија пред да влезе во Европската унија на бричените глави без врат, луѓето што доаѓаа со автомобили од 200-300 тоа беше цела Бугарија, тоа беше Бугарија. Бојко Борисов е на врвот на таа работа. Обезбедувач, така да. На врвот на таа работа. Она љубовта на Пендаровски. Љубовта на Пендаровски. Триаголникот со заев љубовен. И сега кога ќе ја видите, главната слика, па пазете, до доваѓањето на Саксобурговски во Бугарија, враќањето, тоа беше чист германски проект, го вратија Саксобурговски, кралската лоза, ги донесе законите од интерес за Германија, Бугарија без да исполни било каков услов влезе во Европската унија. Разбирате, значи тоа е тоа, да не се лажиме. И сега некој си го одработува тоа сценарио. Макар по цена на партијата да губи на избори како Грчка, што би рекле, бидејќи ова не им носи гласови, како и македонец ова ќе донесе глас. Погледнете ги рейтинзите. Они имаат понизок рейтинг од левица. Да. Сега имаат понизок рейтинг од левица. Така. Не дека левица се бог знае што, него нивниот. И сега вие во една таква ситуација, во една таква конотација, цела држава и перманентно провоцираат према власта, црвените линии, Бугарија, тоа е условот за Европска унија и така натака, неќат да дослушаат дека има ситуација каде што може да се добиет нешто, иако е тешко да се преговарат заради она што Европа стално вика, вие подпишавте, извинете, вие исполнете. Вие сами Бујар Османи и Ковачевски. Да, вие сами подпишавте. Но и покрај тоа има сигнали дека може да се добијат некакви гаранции, може да има усвојување, внесување на бугарите со одложено действие и така натака, ме разбирате? Или укинување на ветото во Европската Укинување на ветото, значи заради Украина да кариме, како и да. Има некои сигнали кои што даваат позитивен надеж. Значи не можеме ние да се самоуништиме. Ние според тоа што го направи СДС, ние треба да се самоуништиме и затоа јас цело време зборувам по сите медиуми. Одредената структура, сите тие кои што се дрзнаа спротивно на уставот и на референдумот да гласаат во собрание за уставни измени и промена на името, тие сторија кривично дело велепредавство. Значи таму нема повикување на имунитет. Казната е над 5 години затвор до доживотен затвор. И сите тие треба да се најдат
на удар јавното обвинителство, Уставен суд, јас не знам зошто молчат. Така, но не оди лоша работата за нив. Знаеш, Ама има на старото Ама... македонско вели кој на друг гроб му копа Сам и сега пропа... партија нешто така. Господине Љупчо, пази, има една работа. Во Уставен суд има неколку иницијативи за напуштање на Преспанскиот договор. Уставниот суд се уште молчи. Не се произнел. Заради таа неуставност, заради на крајот на криштата. Субмисивност, сервилност, подчинување на државата. Не, таму се сторени еден куп кривични дела, но најлошата работа е што тој договор е потпишан од неовластен потписник. Таков меѓународен договор може да потпиши председателот, премиерот и председателот на собранието. Исто како гласањето во собранието, знаеме како се одвиваше тоа, под кои услови со фатени некои за нешто поднесени. Значи Уставот јасно си предвидел и си пропишал кој може да потпиши таков меѓународен договор. И затоа многу експерти од меѓународно право, јас не сум некој експерт можеби за меѓународното право, сум го изучувал на факултет, ама тоа е, знаете, на студентски си го завршил, многу не си бил во контакт со меѓународното право, но ако го прочитате Игор Јанев, она што го еминентен професор горе во Белград на правниот факултет, значи он кажува точно со аргументи, со факти како да се раскини тој договор затоа што е потпишан од неовластен потписник. Значи за се има лек. Но и се во свое време, ми нема смисла животот без да ни се врати името, така што така. Еве на крај очекуваш дека ќе има кој да го изгаси светлото во одредени опозицијски партии на 19 вечерта или некоја штама ќе владе траор? Мислам дека ќе се најде како резултат на сето ова што го зборувавме. Бидејќи ги подценија повторно македонците граѓаните. Ако се сеќавате, јас и прошлиот пат реков дека таа структура во СДС, јас помнав повторно че ја спомнам госпоѓата Софија Куновска, нека не ми замерат, значи тие не требаше да напуштат од СДС, тоа се една структура Гордан Георгиевски и така натака, значи еминентни професори кои што и така можат да направат целосна реформа во таа структура, да ја македонизираат партијата, но прво да се најде некој од ними што ќе го изгаси тоа светло. Значи, го изгаси еден ресет да направи, како она што се случи 2004 година на Панорама. Значи ресет, целосен ресет. Перестројка една. Да. Им одговара и... Но, не дека тамо, дека нема луѓе со идеја на социјалдемократијата. Има врвни интелектуалци. Но се потиснати, пазарджиите се на сцена и невладините организации. Пиперкарите, варджиите, соросоидите, тие се на цена сега. Оние што лепат тикети, што викат, ајбе, ова е проруски, ова е прокорејски, ова е прокинески, ме разбираш, тие се на цена. Зошто? Затоа што вие многу убаво констатиравте на почетокот, со падот на UNDP, паднаа финансиите кај ними, па сега одат од врата на врата, чукаат од врата на врата, кој ќе извади црни пари. Се обидува и кај Европа, ама не може нешто. Што викат се отидоа и тамо, но во делот на опозицијата има доволно црни пари заради заштита сама, собствена заштита, да платат и овие да лаат. И точно тоа. Точно тоа ни се случува. За крајеве, што очекуваш резултатски гледано на изборите? Види, јас ќе бидам пресреќен ако се задржат бројот на гласови од освоените парламентарни избори, да нема некој пат на гласови кај сегашнава власт. Значи тоа треба да се постигне, ако тоа се постигне, значи се е во ред. Иначе СДС верувам дека многу тешко дека некаде има реална шанса да победи. Побрзо можам да сватам дека некаде левица ќе добијат повише советници отколку што ќе добијат они, а за градоначалник СДС евентуално Горан Герасимовски во центар, евентуално. Тој нема сработено ништо, ама не крадел, тој е ама не крадел, да, ама знаете центар е таква средина, исто како Карпош, каде што во Карпош живеат многу поранешни воени офицери.
Така. Ме разбираш, многу луѓе кои што работеле во армијата и кои што се уште трагаат по љубовта за Југославија. Тагуваат. Носталгијата и тамо Стефче има пролаз. Ако Стефче влезе во вториот круг ќе биде тешко. Така. Затоа што Мојсова веќе никој не е ни споменува во Карпов. Таа што викаме спотер. Исто како Шукова во градот. Значи требаше некој да се нафати да изгуби, однапред да изгуби. Значи тоа се случуваат. Така да јас верувам дека градот Скопје Орце ќе го добијат во првиот круг, верувам, тоа е мое убедување, можеби не сум во право, но мислам дека ќе го добијат во првиот круг. А овие две општини во градот Скопје, другите секаде ќе поминат, можеби во првиот круг, кој што се случи во 2021, но Центар и Карпош мислам дека се поклимави. Така, поклимави, полавави. Иначе во провинција да не правиме муавет, јас не гледам каде овие единствено, значи во Скопје ќе гледаме сеир, а може да дојдете и до несакани инциденти, кога зборам несакани инциденти, да дојдете и до престрелки во борбата за чаир помеѓу влени. Бидејќи Дуи го постави на пиедестал да се биде или не. Да се биде или не тамо. Немојте не биваат според последните. Немојте да ни се случи тоа што ни се случи 98 година на изборите кај основното училиште Дамјан Груев, тоа е до породилното во Серава. Значи кај гинекологија. Така да таму имавме се надевам нема, имаме и друга екипа во МВР и се. Имаме екипи во МВР кои што верувам дека ќе бидат подготвени да превенираат. Ќе направат проценки, значи следат и они, следи и Агенцијата за национална безбедност, ја следи целокупната состојба, но мислам дека они многу ја изострија реториката на создавање на кризна состојба. Дуи отиде дури до тамо да повикуваат на кризна состојба. Па не знаат што друго немаат ни да понудат, да не се лажа. Мислам дека нема одглас. Ама они никогаш не ни понудиле ништо. Они не понудиле прво за албанците. И затоа денес имав можност да прочитам една изјава на некои луѓе од Влен, каде што викаат Дуи отиде да моли за гласови во македонските села, и тоа чисто македонски села како Бервеница и некои други. Како Бервеница и некои други, затоа што албанците ги бркаат од селата. Тоа беше изјавата, така да. Ти благодарам што беше. Благодарам на поканата. Ми беше чест како и секогаш. Благодарам. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.